Денеска на визита ни доаѓа доктор Слободан Лазаревски, шеф на одделот за асистирана репродукција од клиничката болница Аџибадем Систина. Доктор Лазаревски, добар ден и добре ни дојдовте. Добро најдов, добар ден на сите во студиото и голем поздрав до гледачите на Канал 5 телевизија. Така, сосема случајно се погоди токму денеска да ни гостувате. Го славиме и Свети Трифон, ама го славиме и Свети Валентин. А токму на денешен ден пред 16 години се почетоците на Мала Богородица Систина. Еден убав јубилеј кој што ете ви го честитам од името на целата екипа на визита. Ви благодарам. Токму така денеска славиме еден јубилеј, барем еден дел од нашата болница која сега прирасна вака во огромен еден клинички центар, регионален дури. И ние што сме од почеток тука со овој наш проект, многу сме горди на овој ден и секогаш си го славиме, затоа што во почетокот, кога никој не веруваше, ние неколку ентузијасти од повеќето од гинеколошката клиника Скопје и од специјалната болница во Чаир, ја формиравме оваа болница со негде почетен став, негде околу 60 на луѓе. Да полека прерасне во еден респектабилен центар гинеколошки, а некаде од 2010 година веќе прерасне и во еден клинички центар, клиничка болница, каде што мислам дека не постои некоја специјалност или субспецијалност што се практикува во светот, што не е веќе и во диагностиката и во третманот, што не се практикува кај нас. Така, во годините што следуваат се уште поголеми успеси да ве навратиме 16 на години наназад. Да. На колку брачни двојки го остваривте сонот да си имаат потомство и поколенија? Да, па ние веднаш почнавме со некаде веќе после отварањето првите обиди летото 2001 година ги направивме и за среќа веќе втората пациентка остана бремена и се породи. Значи во почеток бевме јас сам како доктор, една медицинска сестра и еден ембриолог. Се школувавме негде во неколку центри надвор и почнавме. Мене ми кажува, видите, се помина 2-3 години, не се секирете, нема да има бременост и така. Меѓутоа Господ не сакаше и веројатно веќе одма почна тоа. Да, сега веќе сме еден голем центар со многу пософистицирана опрема, со скоро да и сите модалитети во асистираната репродукција ги правиме, некои што се уште не ги правиме како преимплантационата диагноза веќе се во план до година. Сега сме 5 гинеколози, сме 5 ембриолози, неколку биолози, андролози, десетина сестри, навистина еден голем тим. Целиот тој персонал и кадар кој што е потребен така за да се постигне успехот. Целиот. Многу е и обуката и на средниот персонал на една сестра е многу битна и многу го кошта, да речеме во Англија неколку илјади фунти 6-месечна обука. Ние тоа све сами макотрпно сме го направиле и нашите сестри навистина се феноменални. Така, да. Инвитро фертилизацијата, додека да дојдеме до тоа, треба ли да почнеме со неплодноста, стерилитетот и кај мажите и кај жените? Колку е застапен? Македонија води ли некаков чекор за жал со она што се случува и во светски рамки? Дали е се поголем бројот на... Се разбира. Денеска ние немаме за жал се уште една јасна статистичка слика на вистина што се случува со репродуктивниот потенцијал на овие простори, односно во Република Македонија. Французите излегува со некои нови студии дека фактички ова југоисточна Европа, посебно овој дел на Западен Балкан, има значителен пораст на инфертилитетот меѓу населението. Се претпоставува дека тука е негде околу 20% од паровите имаат проблем во одреден дел од својот живот да имаат потешкоти со зачнување, односно постигнување на бременост. И веројатно таа бројка од 20% е реална. Јас, пошто последните 3 децени интензивно се бавам со оваа проблематика, навистина меѓу паровите кои доаѓаат кај мене постојано верување дека од друштво седиме 4 пара на маса, 2 имаме проблем со забременување. И сега, кои се причините? Тука многу може да се дискутира, веројатно, осим оние класични причини за сексуално преносливи болести, прерано отпучнување со сексуални односи, кога се репродуктивните органи кај девојката се уште млади и се подложни на некои инфекции на понатаму стерилитет. Многу почесто сега е што веројатно животниот стил. Значи, стресот, неизвестноста, несигурноста, невработеноста,
Другиот начин на живот веќе го нема она семеен, традиционално семејство каде што неколку фамилии се собрани под една куќа, си помагаат сите и така. И од сето тоа, да, од сето тоа произлегува и најголемиот фактор, односно поместување на одлуката на жената на моментот да остане бремена. Односно поместување, ако некогаш биле доцните 20 години, до пред 3-4 децении, сега се доцните 30 години, односно почетокот на 40 години, што значително покрај причините што ги спомнавме, значи стресот, животниот стил и така, возраста кај жената значително го намалува репродуктивниот потенцијал. Поминува оној период кога жената е всушност способна така и... Значи, потенцијалот тој се знае, од секогаш се знае, ali денеска не е многу променет. Репродуктивниот потенцијал кај жената максимум достигнува на 30 годишна возраст. Да има едно плато до 35 години и од 35 до 40 постепено паѓа да после 40-та година да живее нагол пат. Зборувам за огромен процент од кампусот на сите жени во репродуктивниот период. Така да тој проблем е најголем и ние сите што се бавиме со оваа проблематика дефинитивно имаме најмногу мака со овие пациентки кои ние ги викаме poor респондери. Значи да се постигне квалитетна јајна клетка кај жена која има на работ на својот репродуктивен потенцијал е многу тешко. А тогаш, па за жал, е желбата најголема. И фрустрациите се и нашите и нивните многу поголеми од неуспехот. Така, да. Меѓутоа и брачните двојки кои се соочуваат со проблемот на неплодноста, ако порано само за жената нели се велеше дека проблемот е кај неа, подеднакво некако можеме ли да кажеме дека и машкиот и женскиот стерилитет не можеме вината да ја бараме во наводници вината така дека само жената не може. Да. Традицијата посебно на овие простори е таква да никогаш мажот за ништо не се обвинува, нели? И тоа за жал така и многу и често и денеска мажите многу, иако е нивното испитување наједноставно, значи треба само да остави сперма и да се испита и да се види дали има некој проблем, па ако има после може некои додатни анализи да се прават. А жената поминува низ малку потежок период. Тешки методи на испитување, од неколку пати вадење крв до снимање инвазивни методи, хистероскопија, лапароскопија и така натаму. За на крај, кај неа да утврдиме дека се е во ред, а кај мажот е проблема. И понатаму лечењето, кога е тежок машки фактор, само инвитрото помаѓа, што некои од модалитетите на инвитро и повторно исто. Жената е таа што ја малтретираме со високи дози хормони кои трпи промени во своето тело и така. Поминува низ различни фази на аспирација на јајните клетки кај што се можни повреди, крварења, инфекции. Понатаму, бременоста, првичните, посебно оние што бурно реагираат, може да доведе до состојба на така наречена хиперстимулација, која што е многу опасна по живот, со отеченост, со излив во стомакот, со опасност со тромбоемболија и така натаму. И на крајот, обично, околу 20% се и близначни бременности, што уште една страна е ризична бременност, која ќе земете како предвремено раѓање на деце. И сето тоа пак жената го помина. Значи, сите овие периоди, од диагностиката, третманот, раѓањето се жената. Јас мислам и често пати тоа го викам, ако раѓа мажите, немаше да обстои човештвото воопшто. Така, интересно ова го кажавте. Доктор Слободен, кога една брачна двојка да се одлучи на инвитро фертилизација? Па одлуката за инвитро фертилизација, и кога е вистинското време. Иако во последно време во право сте, многу брачни двојки доаѓаат и викаат сакаме инвитро да се прави, воопшто не е комплетирана евалуацијата каде е проблемот. Или може ли да се реши со многу поедноставни методи. И јас секогаш им викам да беше инвитрото 100% сигурно. Значи секоја брачна двојка, секоја жена што ќе се подвргнеше на оваа метода, да останеше бремена и да родеше здраво бебе, ние стварно немаше да правиме ништо друго. Може да е поскапо, но барем се сигурни дека ќе постигнеме целта. Меѓутоа не е така. Многу пациентки остануваат спонтано бремени и си раѓаат бебе после 1, 2, 3 неуспешни инвитро. Значи, мораме ние да најдеме прво причината. Затоа одлуката треба да ја донесе специјалист кој се бави со асистирана репродукција, кога е времето за инвитро.
И не за џабе, значи тоа е и со државните мерки, за оние барем што дадат со преку фондот, на кој им е бесплатно инвитрото, и таму е одредено кои се апсолутни индикации за инвитро од страна на мажот и на жената, кои се релативни, значи да се проба и со други методи, можеби хистероскопија или лапароскопија, можеби неколку инсеминации и дури да поминат во фаза на асистирана репродукција. Така да за мене е тоа оправдано и така и треба да биде. Јас само тука нешто друго би додал околу тоа што зависи многу и од пациентите, значи на времено, уште како девојчиња кога ќе почнат со сексуални односи, што побрзо додат и што поредовно додат кај матичните гинеколози. Сега матичните гинеколози се тие кои мислам дека се круцијални во оваа работа и треба да ги праќаат кога ќе видат дека стварно има проблем, уште пред да има партнер девојката или жената, да ги пратат кај специјалист за да евентуално ако се посомневаат дека може да дојде до намалување на репродуктивниот потенцијал, ние да преземеме и да видиме на кој начин ќе заштитиме, ќе го спречиме тоа. Тоа се и оние модалитети, тука е веќе и замрзнувањето на јајцеклетките, така? Токму така, замрзнувањето на јајни клетки кај кои пациентки и што значи тоа? Ткиво, да. Па тоа се обично пациентки кои ради некои причини, можеби некогаш и се повеќе има и такви пациентки кои што нема некоја јасна причина. Ама едноставно сакаат да се бидат сигурни дека тоа што во моментот е најдобро, така? Да, едноставно матичните гинеколози ќе видат дека јајниците не се добар потенцијал. Дека едноставно не личат на јајници на млада девојка или жена и можат да го тестираат тоа и со хормони и ќе пратат пациентката. Имаме многу пациентки што на своји точни 20 години имаат хормони како да имаат 45-6 години. Понатаму ендометриозата е една од најчестите причини за намалување на репродуктивната моќ на јајниците. Сега има пациентка пред 3-4 дена кој врши пункција на јајни, односно на фоликули во инвитро постапка, иако нема партнер. И околу 10 јајни клетки што ги извадивме, ги замрзнавме. И тоа беше многу добра одлука, која исто така ја донела со советување со матичниот гинеколог, затоа што имаше веќе една или две, мислам, интервенции за ендометриоза, таа се повторува и ако жената што побрзо не забремени, може утре да не можеме да најдеме веќе јајни клетки. А сега веќе ги имаме. Сега ги имаме и тие може да стојат 10 години, значи може и повеќе, меѓутоа по закон е негде 10 години и пациентката веќе не мора да брза. Мислам дека кога ќе нели како сака судбината ќе се најде животниот партнер, ете така, да. Тогаш ќе ги искористиме овие јајни клетки. Пред негде летото минатата година, значи јас и еден ембриолог бевме на едно интензивен курс за презервација на ткиво на јајник. Тоа е днината и денеска во светот се повеќе тоа се зборува. Посебно на пациентки, ова важи и за овие пациентки со намалена репродуктивна моќ на јајниците, а и за пациентки со малигни болести. Посебно ракот на дојката. Денеска ракот на дојката се повеќе се диагностицира рано. Значи се повеќе. Денесната жена е свесна, млада девојка оди на контроли редовно, така да излекувањето е во огромен процент. Значи, огромен, ако е на време, преку 90% излекувањето. Меѓутоа некогаш, не секогаш, некогаш, лекувањето заhteva и додатни процедури, како што е хемотерапија и зрачење, што може да доведе до уништување на потенцијалот на јајниците. И денеска, јас порано имам неколку пациентки што сум замрзнал јајни клетки, меѓутоа веќе ќе почнеме и со замрзнување на ткиво на јајник или цел јајник, што е многу едноставно и кога жената после 5-10 години, нели, излечена дефинитивно, ќе одлучи да раѓа, се враќа јајникот, односно ткивото јајник на истото место од каде што изваден и спрема искуството на колегите од Израел кои во 20 години го работат, преку 50% имаме спонтани забременувања, а останатите жени може да забременат со инвитро. Со инвитро. Не им е ускратено, нели? Не, и ова е еднината дефинитивно и се смета сега се повеќе овие наши конгреси светски, европски, да и кај жени што имаат ендометриоза или некои други тумори на јајник, здравото ткиво, кога ќе се извади јајникот, здравото ткиво, тој јајник се
замрзне. Так. Зборувам за бенигни тумори. Така, да. Од што зависи успешноста на инвитро фертилизацијата и веќе од како ќе се почне? Ајде, постапката сама и не мора многу во детали да ја објаснуваме. Дел од тоа ни споменавте. Да, успешноста зависи, клучни се два фактора. Значи, едно е квалитетот на ембрионот и друго е квалитетот на матката како еден природен инкубатор кој треба 9 месеци да го храни, да го развива овој ембрион и на крајот да го изнесе надвор како здраво бебе. Значи, тие се клучни фактори. Квалитетот на ембрионот зависи најмногу од квалитетот на јајната клетка. Значи, преку 90%. Јајната клетка е основа на животот. Од неја е живот, од неја се прават и клонови, се клонира. Она без јајна клетка немате ништо. Утре од такви ембриони ќе се стават, и денеска веќе се прават. И тоа е нината на лекување и на малигните болести, ембрионалните стем клетки. Значи, ќе се прават тие моноклонови кои ќе уништуваат само малигни ткива и така натаму, и веќе тоа се прави во светот. Значи, ако имаме добра јајна клетка, имаме добар ембрион. Добрата јајна клетка пак ќе се вратам, зависи од возраста на пациентот. Значи, повторно возраста тука така си има едно големо значење. Да, значи ние може да имаме така наречени, ние ги викаме жените со намален потенцијал плуриреспондери. Значи, ќе стимулираме и млада жена, 20 годишна, па едва и 2 клетки ќе добиеме, и возрастна жена од 40 години 2 клетки. Оваа жена со 20 години сепак ќе остане бремена многу повеќе отколку другата, затоа што нејзината, ако и нема многу, нејзината јајна клетка е многу поквалитетна. Значи, возраста е круцијална тука. И се разбира матката, од оштетени матки ради многу киретажи, ако има миоми, вродени аномалии на матките и така натаму некои пореметувања, полипи и тоа, какви све ембриони да не вратите и колку да ги вратите, нема да има бременност. Значи, тие се два клучни фактори и сега и кога ги нема тие, значи кога ги немаме, овие нови можности на асистирана репродукција повторно носат резултат. Тука се донациите на јајни клетки. Ете така, како модалитети на ова, нели? Последниот начин на лечење, кој се овие жени да имаат можност да останат бремени. И вториот е, ако го имаме оној вториот проблем, значи матката со никакви методи не може да се оправи, да се направи, да се реконструира, или пак е жената родена без матка, од тогаш како опција не стои и сурогацијата, која е од 2013 година веќе воведена во легислативата во Македонија. Така, се повеќе можности кои што се нудат, нели, веќе во денешно време. Вие во уводот спомнавте и возраста, нели? Така, да. Јас учествував во тој експертски тим 2008 година што го донесе законот, што го подготви, собранието го донесе. И таму ние по еден член ставивме некоја некоја средина, дури и кај полибералните земји, да инвитрото, односно асистираната репродукција, со сите своји модалитети се ограничи некаде на 45 години, колку што се сеќам. Меѓутоа, уште не беше законот и усвоен ли негде брзо после тоа, Сдруженијето на некој од Сдруженијава на жени тоа протестираше, дојде до Уставен суд и се поништи тоа, што мислам дека не е добро. Сепак треба да има некоја, можеби да се поместеше 47. Некоја рамка возраст до која што може, така да се... Не знам јас до кога, еве сега велиме ова замрзнување на јајни клетки. Може утре никако ќе ги одбиеме кога по закон имаат. Сега утре дојде 25 годишна девојка. Сакам да ми замрзнете јајни клетки, здрава, права, мислам, тоа не е логично. Се сеќавам пред 6 години имавме едно такво советување во Даблин. Јас бев од Македонија, од цел свет беа луѓе, и тоа се сакаше да се направи некој консензус себе околу оваа проблематика. Што да правиме со тие жени, односно кога да им речеме да може. Дека може да го направат тоа, кај што има здравствени проблеми, така таму е најосновано некаде, некако. Така и најлогично би било така. Меѓутоа, сега се повеќе ќе доаѓаат. И тоа они читаат, гледаат и си доаѓаат, Ти си го одложуваат формирањето на семејството, велат имам време, ги имам јајца, клетките замрзнати. 30 на јајни клетки и она си има после за и замрзнати ембриони јајни клетки за 10 обиди, не е проблем. Меѓутоа, клучното прашање тука е до кога? До кога да се чуваат
Дали додека напуни 60 години жената? така, 70? До кога? И кога ќе раѓа жената? Мора да има некој консензус, тој повеќе да биде етички, филозофски, социјален консензус. Мислам дека не е во ред. Ние читаме дека раѓаат жени, има највозрасната жена, 67 години, мислам, со донирани јајни клетки. Ама мора да имаме ние некоја граница и прифатливост, да кажеме... Кога треба тоа, навистина, како нешто природно, да се случува. Да речеме, ќе ви давам два примера. Еден што е ограничен, како што е Швейцарија, 42 години. Имам 3-4 пациентки кои после продолжиле кај мене, иако не се наши, него едната и баш швајцарка. Таму можноста до тука, Таму ги до уништиле тие ембрионите, години. имала и замрзнати ембриони. Наполнила 42 години, се јавиле, ги уништуваме. Нема, законот е деците. Так. И еден пример друг, кој што е вака по-голема граница, е Чешка, 49 години. И они до 49 години работат, не прифаќаат повозрастни пациенти. Кај нас највозрастната пациентка што се породи во нашата болница пред 10 години имаше 50 години. Исто со донација на едни клетки. Так. Не знам, не можам да одговорам, треба тука многу фактори да не само специјалисти за инвитро, веројатно и други етичари, социолози, правници, така да најдат некој консензус, али тоа видите и во светот не е се уште и никогаш нема да има. Ние нашиве центри се видите, тие се центри профитни центри. Повеќето во светот 90% се профитни или се тука има конфликт на интереси, или пари што повеќе да има, или се докторите гази или работат со гази, нив не ги интересира. Оние гледа пациентката како во форма на пари, нели? Меѓутоа мора да има некои ограничувања. Да. И сите овие модалитети останати овозможуваат да не се оди надвор од Македонија, туку сето тоа овде да им се овозможи, нели, да можат да ги направат сите тие работи. Дефинитивно овде, еве сега кој ќе се воведе и таа метода на преимплантационна дијагноза, што значи тоа, да појаснам за гледачите? Тоа значи да има индикации, посебно кои оние што имаат многу спонтани абортуси, понатаму оние што имаат некои наследни болести кои сигурно знаеме дека се наследни во фамилија, што родиле дете со Даун синдром и така натаму, тогаш ембрионите, да речеме имаме 10 здрави ембриони од една пациентка, онда ги тестираме генетски. И тие што се здрави ембриони, тие ги враќаме. Така да таа метода се работи со таа FISH технологија, се уште ја немаме, мислам дека ја нема ни од другите центри во Македонија, осим ако не праќаат. Може да правиме биопсија лазерска, па да пратиме негде кај што се прави, да ги замрзнеме ембрионите, кои ќе го добиеме резултатот да ги вратиме ембрионите. Али до година мислам дека тоа ќе функционира. Сега тоа многу често го прават, повторно злоупотреба на методата, многу често пошто со тоа одма го знаете и полот, за селекција на пол, што по мене е крајно неприфатливо и нема врска со етика. Целата оваа проблематика на асистирана репродукција е на работ на етички, филозофски, конфесионални некои судири и прашања, така да мора многу внимателно да се движиме по неа за да не излеземе. Така, да. Да ги слушнеме сега и гледачите и нивните прашања. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до емисијата, до докторот. Јас сум без негова пациентка. Значи, еден апел до сите што имаат проблем, да не се откажуваат, затоа што и јас веќе крајно време беше инвитро да се направи, меѓутоа после 4 инсеминации останав природно трудна, така да не мора да значи дека ако човек има проблем со неплодност, доволно е само да има некој што ќе да наложи да се направат одредени испитувања, со кои ќе се открие причината. Тоа доктор Лозаревски го направи за мене и само една голема благодарност до него. Можно и да се сети, јас сум пациентка што има проблеми со мутација на еден ген, МТХФР, можно е да се сеќава, затоа што каже и тогаш дека е реткост. Така да, голем апел до сите да не се откажуваат. Ви благодарам многу. Ви благодарам и јас вам што се јавивте и заедно со нас што го споделивте сето ова. Да, надежта никогаш не треба да ја изгубиме, заедно во
постојана комуникација и постојана поддршка меѓу брачната двојка и лекарот. Значи, баш да се добро постигне што се јави успех. пациентка да го потврди оној претходно што го кажав, дека не мора да се оди одма на инвитро. Так. Треба да разбереме дека можеби и другите методи ќе помогнат. Пациентките се разочаруваат после првата неуспешна инсеминација секогаш, тоа е нормално. Мислам, јас го разбирам тоа, јас ставам во нивна крајна линија и 30 години го работам тоа, нема што не сум видел. Значи, сепак инсеминацијата е на слепо. Имаме еден фолиул кој прснал, не знаеме каква е едната клетка. Се смета дека 50% се неквалитетни јајни клетки кај млади жени, така да треба да се обидеме неколку пати да бидеме сигурни дека сме го потрошиле и таа можност за забременување. Така да, навистина не треба да се брза со инвитро. Така. А верувам дека и успешноста, како и гледачката која што се јави, е постигната и многу други. Да успеа. Треба да се поклопат неколку работи, да е добра овулацијата, да е добра јајната клетка. Така, не е секоја што е биологија, немате тука. Јас многу пати сум рекол на пациентите, па доста е сега. Мислам дека све сме потрошиле. Мислам дека не можеме веќе кај да одиме. Меѓутоа, еве, неколку пати ме разубедиле. Тие се упорни бараат, така, повторно доколку има одговорност. Имаш една пациентка, многу добре се сеќавам на неа, кој јас и сопругот викавме дека е доста, уште еднаш дојде и близнаци роди кои сега се. И токму тоа уште еднаш последното беше успешното. Не можеме да кажеме тука е нема овде никаква статистика, она права смисла математичка, затоа што тоа е сепак биологија. Некогаш и самиот биоритам имаме пациентки, едната стимулација одлично 10 супер јајни клетки, све другата 2 или 3 неквалитетни. Многу фактори има. Многу фактори, околината, средината, стресот. Се си има свое влијание и свое значење. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до себе и до докторот. Имам една прашање до докторот, ама да ми каже дали може или не може. Имам една фамилиарна прашање. Имам еден браточет, има 42 години, жената има 48 години 9. Уште нема пауза. Ама матката му е тесна, сем бил ја сегде. Дали може нешто да докторот нешто да гарантира колку ќе коша, не е проблем за пари. Проблем дали може да ми каже докторот да или не. Она веќе кој не може го сврла, знаеш, тесна му е матката на женска. Така. Добро. Мислам дека добро го разбравме гледачот, така веројатно неколку спонтани абортуси до сега. Рекурентни спонтани абортуси кои што најчесто се поврзани со аномалии на матката. Некои аномалии ние може да ги решиме, како што се септумите, субсептумите и така, тие ги решаваме лесно, меѓутоа има аномалии кај што се еднорогата матка, каде што се оние диделфус матка, односно како два делфина, што е, и тоа е не постојат методи да се решат. Сега такви матки кај некои жени може да донесат бременост, некаде не до крај се разбира, али барем до некоја виабилност на фитусот негде 1500 до 2000 грама, каде што може да очекуваме дека тоа бебе ќе преживее. Меѓутоа, кај некои не може и тие често ги губат до оној период кога е невозможно да се со денешна медицина да преживеат надвор тие фетуси. Ама може повторно да се направи, така да дојдат со сето она што досега е направено. Да се види, треба да дојдат да видиме документацијата и правата диагноза. Ние не знаеме правата диагноза. Јас само не разбрав 42 или 48, некако беше. Јас како што разбрав, беше... мажот е 42, жената 48. Значи, тоа е веќе и друга причина. Матката и да е добра кај повозрасна жена, самиот крвоток во матката, значи исхраната на матката се намалува. И затоа жените што се веќе во менопауза сакаат да раѓаат, ние ги припремаме со хормони неколку месеци, за кога ќе дојдат до донација, да речеме, на јајни клетки. Така. Во секој случај може барем уште еднаш, нели, да се проба да се види, па нели препораката која ќе биде. Сурогацијата, ама и тоа е голем проблем, исто. Дефинитивно многу операции, многу миоми исто ги оштетена матка.
и исто така еден голем проблем кај жената. Така. Уште едно јавување за денеска. Добар ден и за вас, повелете. Ало, добар ден. Ве слушаме. Убав ден, среќен празник. Ви благодариме исто и за. Голем поздрав до докторот и до вас. Така. Сум заинтересирана за ова инвитрово, пошто идев 2003 инвитро, Лазаревски ме водеше во Систина. Јас сум Лилијана, на 47 години. И така првиот брак ми предложи докторот за да го расторам. Сега вториот брак идем во Хаджи Лега ме водеше во Систина. Во Ремедика, железарски звено. Јас сум презадоволна, мислам и физички, и психички добра, со хормони добра, немаше никаков проблем. Првото инвитро беше неуспешно, за второто инвитро ми побара Хаджи Лега 2000 евра. Мито, јас тогаш градев куќа и немав пари за да му дадам за ова. Така, вака, ќе ве замолам само конкретно, може ли да ни кажете кој е вашето прашање до доктор Слободан во интерес на времето за да можеме да погледнеме и анкета и да го довршиме денеска разговорот? Дали би имало шанси кај докторот за да ме прими за инвитро на 49 години возраст? 49 сега. Добро, ќе слушнете веднаш совет. Па, видите, 49 години е оно баш пред тоа што го зборуваме. Колку ние ви добиле квалитетна една клетка. Пошто како што разбрав, значи има редовни менструални циклуси, веројатно има и овулации редовни. Тука со било која метода да стимулираме нема да добиеме многу клетки. И какви ќе бидат тие клетки и ембриони, не можеме да гарантираме дека ќе биде успехот. Значи мора ние да ја поштуваме статистиката во оваа смисла што кажува дека над 45 години процентите се околу 1%. Значи затоа мислам дека и не е само парите, еве и фондот нели покрива, не е само стресот од терапијата од ова, меѓутоа психичките проблеми што жената во исчекување и мисли дека нешто ќе направи, а процентот да и се каже дека е само 1%, мислам не е оправдано. Ние мора да имаме некој прифатлив процент на успех, да речеме 20%, па да се нафатиме на некоја метода. И пак е само 1 од 5. Инаку процентот на успехот неселектирано кај нас и во светот секаде, е негде околу 50% за забременување. А процентот на живородени деца, тој е клучниот процент, зашто не е битно само жената, ние ќе се израдуваме позитивен тест, секој ќе видиме супер бремена жена, супер. Не, да треба да видиме бебе дома да си оди здраво. Тој процент е во сите добри центри негде 35 до максимум 38-39%. Значи тоа зборувам неселективно, се разбира, кај млади девојки кои што немаат проблеми никаков тој процент и колку што и процентот, веројатно 60-70% успехот, 50-60%, али неселективно е толку. Сега ако ние ги селектираме пациентите, ако издвоиме оваа пациентка во една одредена група, ако можеме тоа да го направиме, се разбира, секој човек е посебен, ќе видиме дека процентот е околу 1%. Тоа е исклучително мал процент кој мислам дека со сите околни работи што идат со тоа не вреди да се. Така, знаете, желбата и надежта никогаш не ја тргаме, ама и не лажна надеж и отворен разговор секогаш. Сега, ако инсистира, јас една од обуките ми беше кај професор Томашевиќ во Љубљана, еден прекрасен човек, сега е во пензија веќе, меѓутоа уште нешто работи. И он вака кога ќе доеше пациентка, седи тука со неа и одненаш ќе го отвори прозорот и вика, ајде господје, земете ги парите и фрлете ги од прозор. Мислам, сакаше да кажам, беше малце така директен човек, дека, видите, мора да има некоја граница тука да се види. Точно е, надежда последно умира и сите, не велам дека нема шанси да успее. Тоа реално треба да се свати тој процент. Има пациентки, многу ги поштувам нив, ќе дојдат, знаат и ќе речат колку да се бидам сигурна дека направив нешто во живот. Така. Направив, еве, се потрудив. Ние леснува на тој начин. Одлично. Така, ако не го пробаме, не знаеме дали ќе успееме. И утре да бидам, да не ме мачи после 10-15 години, мислам, леле, може да пробам, не го направив и така. Така да тоа го пуштувам и
секогаш ги мислам. Така, и гледачката доколку сака слободно може нели да кога дојде сака, на нека консултација, нема па ќе проблем, видите нели само- како и што е Да, нека се јави, нека резултат. каже дека Така. била на Така, договорена. Да. Да ја погледнеме и анкетата во продолжение, почитувани гледачи, првиот дел од анкетата, па потоа го продолжуваме разговорот. Што мислите, дали женскиот и машкиот стерилитет, тоест неплодноста, е поприсутна денес во однос на минатото? Па мислам дека се повеќе се зголемува бројот на стерилност. И кај мажи и кај жени. Да. Според мене мислам дека повеќе кај мажи отколку кај жени. Што мислите, дали женскиот и машкиот стерилитет, тоест неплодноста, е поприсутна денес во однос на минатото? На тоа не може да ги одговорам сега на тоа едно време за нас кога беме ние знаеме како што, а сега е младината понапредна и немам зборови за тоа. Дали сметате дека денешниот динамичен живот, стресот, цигарите, алкохолот, брзата храна, сето она кое е секојдневие на младиот човек придонесува повеќето да го имаат проблемот со неплодноста? Па Од горе наведените. Па најголем причина за сите болести, проблеми денеска најголем проблем е стресот. Да не е стресот, нема да болести. Само стресот? Па најголема улога делува, па по него и храната и другите работи. Дали сметате дека денешниот динамичен живот, како на пример стресот, цигарите, алкохолот, брзата храна, сето она кое е секојдневие на младиот човек придонесува повеќето да го имаат проблемот со неплодноста? Да, нормално. Секое пушење, пиење, се е штетно на здравјето и на нездрава храна. Се е Порано, штетно. подобро ли се хранеле, поквалитетно? Поквалитетно понапред. Сега е се вештичко. Една јабука ја земеш, еден ден не може да ја чуваш, скапи се. Што сакаш? Дали порано поздраво живееле луѓето, па сето тоа придонесуваше полесно да се добие потомство по природен пат? Па да, порано немало толку болести, немало и стерилност. Поздраво се храна него сега. Се е на хемија, како веќе кажуваме. Дали порано поздраво се живееше, рековте дека се живееше, па сето тоа придонесуваше полесно да се добие потомство кај родителот? Нормално. Ние не сме се мачили тога да останеме бремени, би сега е чудо младината. Чудо е. Што сакаш од 10 години? Пуштат го надоле да шетари чаршија, да скита како бесно и што сакаш. Без проблем се добиваше потомство по природен пат. Е, така. Сега не. Сега се е на вештачко, се е на... Сега е чудо кај младите. Чудо е. За нас немаше проблем. Доктор Слободан, ете размислувањата на нашите граѓани, да, во насока на тоа каков беше животот порано, како е сега, сакаме ние честопати така да споредуваме кога станува збор за некаков проблем и секогаш велиме, во минатото беше подобро, иако никогаш не можеме нели суштината да ја најдеме или пак ептен таа споредба да ја оправдаме. Динамично живеат денешните млади во секој случај. Динамично, многу динамично. Да. Многу динамично. Тоа го гледаме и од нашето окружување, од моите деца и така. Ние сакаме нешто, они имаат други приоритети, али природата на мојата работа е таква да ме фаќа страв кога гледам како проаѓа времето. Така, времето си поминува, некогаш ги губиме тие драгоцени моменти или нешто што сме можеле да направиме. Бидејќи сме при крајот на денешната визита, самата постапка на инвитро фертилизација, рековте ограничување во поглед на возраста, до која возраст кај жената би можело да се прави? Колку пати може инвитро да се направи и да се повтори? Треба ли да има и тука до одреден број на обиди, тоа е многу добро прашање. И исто така, многу дилеми и во нашите кругови експертски и еснавски, нели, по нашите конгреси. Ако одиме на природен, можеме ние да правиме инвитро и на природен циклус, тоа е неограничено. Значи, природен циклус, нормално овулацијата е прскање на фоликулот, ние тоа го правиме пред да настапи овулација, ја вадиме јајната клетка и фактички правиме вештачка овулација и тоа може да се прави неограничен број пати. И тоа го одиме на класичен, конвенционален начин на инвитро со стимулација, тогаш е веќе друга. Значи, тоа се страшни удари на организмот, шокови. Јајникот трпи огромна стимулација, фактички има 10 на 15 може да има овулации, некогаш и повеќе, што значи вие му го кратите животот на репродуктивниот живот на јајникот со една година со една стимулација, што консекутивно води нели до предвремени менопаузи. Понатаму се уште се нејасни ефектите на стимулацијата врз останатите метаболни процеси во организмот.
Некои го поврзуваат, иако нема цврсти докази со зачестена појава на малигни тумори на јајникот, активирање на некои почетни фази на карцином на дојка и така натаму, така да промени во некои механизми на хемостазата во организмот, што понатаму води до зголемен процент на тромбози и така и многу други некои промени. Значи, мислам дека е оправдано некаде до 6 стимулации и спрема литературата не се најдени значителни некои промени кај жената во подоцнежниот период. Со тоа што сите жени што оделе на овие процеси, а не останале бремени, зашто бременоста на некој начин ги поништува раѓањето, доењето и така, ги штити јајниците, а не останале бремени треба значи да си водат интензивна контрола на кај гинеколозите барем еднаш годишно. Така да јас сум гледал и на страна и тука кај мене доаѓаат некои по 10, 12, 15 пати. Јас ги разбирам пациентите и тоа е човечки, долги години, долг период и многу исцрпувачки, така кога веќе таа бројка ќе се надмине. Секој си ја бара среќата, значи јас тоа го разбирам. Нормално нема да успее кај мене 2-3 пати, оди кај колегите во Македонија, тамо нема да успее, оди во странство, па има пациенти што после 9-10 инвера пак се враќаат и така. Сите ние ги знаеме што подолго време се бавиме со оваа проблематика, дека супер овие што ќе останат одма бремени, одлично, меѓутоа оние што не остануваат сите шетаат. И тоа е човечки, веројатно јас би го правил тоа. Кај еден колега, друг трети, тоа е нормално. Така да секогаш нешто ќе слушнат, ќе прочитаат денеска интернетот колку што е добар, толку и не чини, нели, ваква метода, онаква, непроверени, па прашува кај се прави тоа, па оди тамо. Така, можностите се многобројни, ама не мора да значи дека тој секогаш ќе биде успешно, дека тоа е тоа, нели, последното решение или последниот спас. Ама човек, нели, некогаш ако... Да, кумулативно зборувам. Значи, кумулативно, значи јас ставам, викаат од 4 до 6 пати, еве 6 пати. Од 10 пара, кога се отстранети сите оние надворешни фактори, како што е матката, да речеме, проблем, значи ако е миом да е оперирана, која аномалија да е средена, све, значи све да е што треба за успешно инвитро, кога немаме некој клучен фактор што ќе го намали успехот, значи од 10 пара кумулативно до 6 пати, 9 пара ќе останат, ќе имаат бебе, еден пар нема да иде. Значи тоа е негде 90%. Да. Бременоста со инвитро? Бременоста е сосема иста, кога зборувам за единечна бременост, да. Бременоста со инвитро е потполно иста како и спонтаната бременост. По најприроден пат постигната. Значи сите компликации во бременоста постигната по овој пат се должат на некои други фактори кои жената би ги имала и да останала природно. Дали она пред тоа имала хипертензија, дали имала диабет, дали имала некоја друга преегзистирачка болест, бубрези, метаболни нарушувања. Матката ако нешто не е во ред с големен процент на спонтани абортуси, наследни болести и така, сите фактори што важат за природна бременост, важат и за оваа бременост. Значи оваа бременост рачунаме дека е нормална бременост. Со исклучок, пошто многу често се 20%, ние 2 ембриона враќаме, нели? 20%, значи од сите бременности 1/5 се близначни бременности. И денеска во светот кога шетате, јас и супругата го одиме негде надвор и го гледаме сега по трговски, по ова све со колички дупли, сите знаеме ова, викам се некој тројки, така и тројките беа едно време многу, така. Да, и тоа е тоа. Ги имаше, да. Ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Целта и успешноста на инвитрото е да се роди живо и здраво бебе. Ви посакувам уште многу успеси и вам и на целиот тим и да усреките, односно да го остварите соното на уште многу брачни двојки овде во Македонија. Ви благодарам. Да.